Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, последна за оваа работна седмица, во која денеска ќе се извинувам разговараме за тема која што се однесува на дискриминацијата, насилството, малтретирањето врз основа на сексуалната ориентација и родов идентитет. Истражување кое што е направено од страна на Субверзивниот фронт, а председателот на оваа организација е заедно со нас во студиото Антонио Михајлов, и со него ќе разговараме и за истражувањето и за дополнителни работи кои што заслужуваат, се разбира, медиумски, па и јавен интерес. Да, денеска нешто сите ми реагираат за гласот, дека ми бил многу подлабок од останатите денови, така што и Антонио така ми изреагира. И ви се извинувам ако не можете да ме слушате многу добро. Антонио, добар ден. Здраво. Како си? Супер. Добар? Да, одлично. Одлично. Да, со се знамето, со се, изминативе денови, особено од вчера, е многу популарно да спружате знамиња од Повеќе бои. Па, особено и повеќе бои, но не, и од општо, например, имате, еве да речеме, два столба, на средина имате круг, како триумфална капија и така. Ама добро, во секој случај, да се пошегуваме малце со она што се случува во Македонија, иако е премногу сериозно. Сериозно е истражувањето. Значи, аспектите кои што се офатени, дискриминацијата, насилството, малтретирањето, веројатно третиот збор е вака Па и вториот, па и првиот, ќе ми кажеш ли за почеток, само да ги подсетиме гледачите, ние сме зборувале претходно во емисијата, но што е Субверзивен фронт? Па потоа ќе се насочиме на се друго. Субверзивен фронт е граѓанско здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста и е формирана во 2013 година во јуни како резултат на, можеби се сеќавате тогаш на еден од нападите, првиот напад врз ЛГБТ центарот за поддршка, ама и како резултат на потребата од постојање на организација која ќе се занимава со ЛГБТ права на поинаков начин во однос на досегашното водење на ЛГБТ активизмот во Македонија. И еве, ова е наше прво истражување кое го спроведовме лани во изминатов период. Субверзивен фронт, да уште малку надополнам, работи во 5 стратегиски области, една од нив е истражување и политики, другата е адвокација, она за застапување за ЛГБТ права. Третата е обука и едукација за ЛГБТ прашања. Четвртата е прибирање на средства за ЛГБТ проекти иницијативи. И петата е обезбедување бесплатни услуги на психосоцијална поддршка и советување и на правна поддршка и советување. Значи, овие 5 клучни области ние ги работиме веќе година дена, откако ја зацврстивме структурата на организацијата. Субверзивен фонд е, помеѓу другото, еден од основачите на националната мрежа за борба против хомофобија и трансфобија и ја водеше кампањата заедно со мрежата Кажење на хомофобија и трансфобија, каде што ти беше еден дел од учесниците во таа кампања. Тоа беше убава кампања, морам да признавам. Да, таа имаше за цел да направи меинстриминг на LGBTI, на ЛГБТ тематиките во јавниот простор, она што денеска се обидуваме да направиме. И овде не застапувам, имав повеќе обуки за човекови права на ЛГБТ лица претходно. Имавме и еве сега во понеделникот што измина, имавме еден форум на граѓанското општество, каде што заедно за прв пат во Македонија со представници на политичките партии разговаравме за застапеноста на ЛГБТ во нивните политички програми и посебно на досегашните нивни заложби, но и на ините активности, програми и планови кои ги имаат тие во насока на подобрување на статусот на ЛГБТ во Македонија. Пардон. И како што и тој настан во понеделник беше за прв пат направен, така и ова истражување за прв пат адресира на прашање кое што не е досега покриено и не е артикулирано. А тоа е проблемот со вознемирувањето, малтретирањето на младите ЛГБТ во Македонија. На англиски хомофобија трансфобија булинг. Булинг кај нас е баш така соодветно преведен. Да, требам да веројатно да се изнајде решение некое за збор кој што... Да, не е само ни психичко малтретирање или вознемирување, не е ни физичко само, туку е комплекс од повеќе активности кои културирано се извршуваат врз лицата кои имаат претпоставена сексуална ориентација и роден идентитет различни од доминантните и проблем кој не се адресира од страна на психолозите, педагозите, на наставниците во средните училишта и останатите елементи на високо на образованието. Дали не го препознаваат или не се адресира?
Не го препознаваат како проблем затоа што тоа става се Деца си играат. да, се сваќа како закачка помеѓу млади деца, како деца. И еве истражувањето покажува дека жртви на таков булинг, на такво вознемирување и малтретирање не се само основите сексуалната родов идентитет кои се претпоставени, туку и останатите, на пример, ако некој е различна етничка зеница, или ако некој е различна религиозна зеница, или ако доаѓа од посиромашно семејство или помалку привилегирано, или пак ако има поинакви физички карактеристики кои се различни, значи сите они што се сметаат за различни се жртви на булинг, на вознемирување и малтретирање од страна на нивните врсници. И тоа е проблем кој еве со години наназад обстојува и еве со ова истражување ние се обидовме да најдеме еден првичен увид во состојбата со тој проблем и станува збор само за оцена на состојбата во регионот на Скопје за почеток. Аха, значи ама за почеток почнувате од тука веројатно па. Да. И имавме многу добар одзив кај испитаниците затоа што таргетот беше 4 пати надминат, ама станува збор за таргет од 18-30 години млади ЛГБТ и не ЛГБТ лица кои живеат во територијата на Скопје. Значи и ЛГБТ и не ЛГБТ. Да. Со разлика во тоа кој вид на прашање бе поставени на не ЛГБТ лицата. Имавте различен пристап, добро. Методологскиот пристап е комбиниран, имавме две стратегии, онлайн примерок, значи оно што повеќе пристапен и достапен за ЛГБТ лицата, затоа што ЛГБТ лицата не сакаат јавно да во голем број јавно да одговараат на ваков прашаник. Значи имаше онлайн прашаник, но имаше и теренско истражување со анкета, каде што секако доминантно, нели, демографските податоци кажуваат дека се не ЛГБТ, тоа е стрейт испитаници, што и беше очекувано. Не можеме да не идеме на пример на случаен примерок во теренско истражување во градот Скопје, доволно добро репрезентативен примерок и на ЛГБТ лица. Тоа е не надвор од очекувањето. Но онлайн примерокот, голем дел па дури имаше и трансродови луѓе кои го одговара прашалникот, го влегува во примерокот. И може да кажеме дека примерокот и резултатот од ова истражување се прилично релевантни. Че прво што го адресира овиот проблем и е успешно во поглед на тоа колку испитаници имало и како вид на скали има искористено. Има повеќе скали искористено, скали на руминативни одговори, скали на анксиозност во социјална интеракција, искуствена дискриминација, скала на поврзаност со ЛГБТ заедницата, скала на перцепција за ЛГБТ заедницата која беше користена за не ЛГБТ лицата и овде имаше прашање од типот што вие, нели, како не ЛГБТ лици мислите за ЛГБТ заедницата, што вие дали на пример, јас сметам дека ЛГБТ лица треба да се казнуваат или навредуваат. Така. Има прилично научен пристап позади, методолошки пристап, кој беше изработен благодарение на нашиот истражувач Кристофер Стојановски, кој живее работи во Сан Франциско, но веќе неколку години е активен на полето на ЛГБТ активизам, истражување политика за ЛГБТ во Македонија и во Балканот. И заедно со Младински образовен форум, тоа мора да напоменеме, во партнерство со нив, со нивниот истражувачки тим, и поздравувам сега ако ме гледаат. Ќе гледаат одложено, ако не те гледаат сега. Да. Иако се на работа, седат пред компјутер, можат да гледаат. Да. Прилично се зафатени. Да. Имавме прилично успешна соработка и во однос на спроведувањето на теренското истражување, затоа што тие се прилично искусни во спроведувањето на теренски истражувања за млади. Користевме социјални медиуми, значи мейлинг листи и социјални медиуми, страници каде што имаме допир со ЛГБТ младите. Исто така користите прилично екстензивно мейлинг листи на млади со кои тие комуницираат редовно, затоа што Младински образовен форум работи со младите и со политиките за младите. И наоди во ова истражување се прилично, мислам, очекувани во смисла да ние знаевме, очекувавме дека тие ќе бидат наодите, но еве имаме сега и потврда. А тоа е дека младите ЛГБТ лица, значи зборуваме само за територијата на град Скопје, сите општини, вклучително Шуторизар и Чаир, Сарај, се повеќе изложени на дискриминација од младите не ЛГБТ лица. Другиот важен наод е тоа што младите ЛГБТ лица се повеќе склони на депресија. Добро. Од страна на, за разлика од другите, не ЛГБТ млади лица. Младите со така се многу посклони на прикривање на важни информации за нив, кои ги сметаат за забранети, за несоодветни. Тоа е поврзано со чувството на срам и страв кој го имаат ако кажат некому дека се ЛГБТИ. И младите си со така
во однос на социјалната интеракција со останатите, нели, имаат поголемо ниво на анксиозност, покажуваат. И сето тоа кога ќе се направи, например, една сума на овие наоди, значи не збир на овие наоди, ќе се види дека психосоцијалното функционирање на младите ЛГБТ лица е значително отежнато благодарение, или ако може да благодарение, поради присутната хомофобија, трансфобија или страф од различност. Исто така имавме и фокус групи, користење на фокус групи како еден од истражувачките методи, каде што се види дека самите ЛГБТ лица, млади ЛГБТ лица имаат интернализирана хомофобија, трансфобија. Што значи тоа? Тоа кажува дека тие ги прифатили доминантните хомофобични ставови и ги продуцираат. Значи тие ЛГБТ и лицата. Да, самите ЛГБТ лица. Добре. И тоа кажува на пример дека имаат Како рече дека се нарекува тоа? интернализирана хомофобија. Добро. Ја имаат присвоена општествената хомофобија која постои и тој страф или таа хомофобија тие исто го репродуцираат. Тоа значи, на пример, тие исто така кажуваат ставови, искажуваат ставови од типот ЛГБТ лицата се такви, ЛГБТ лицата се онакви, иако и тие самите се членови на ЛГБТ лицата. Или пак имаат негативно мислење за настани, за активности кои кои имаат за цел за зголемување на видливоста на ЛГБТ лицата, како што е, нели, парадата на гордост. Тоа кажува до кое ниво е видлив ефектот на хомофобијата и трансфобијата кои постојат во општество, кој се продуцира на медиумите, која што се продуцира кај политичарите. Ако земеме предвид дека политичарите се најголемите звезди, најпопуларните, ние не можеме денот да го поминем без нивно спомнување на 2 па 3 пати. Бога ми, да, повеќе ги спомнуваме нив отколку останати работи за кои што реално чувствуваме потреба да ги спомнуваме. Ќе се посветиме на политиката поврзана со конкретното прашање малку подоцна. Уште нешто во овој дел да додадеме, па потоа да... Па да, самото тоа кажува колку е овој проблем потребно да се адресира и колку тешки последици остава во физичкото и менталното здравје на младите и генерално на сите ЛГБТ лица, нели, кои ќе остарат, тие трауми остануваат во Имаше, може да дадеме еден пример на една изјава од испитаничка во фокус група, што мене лично многу ме Која страница? Сега ќе најдам. Еве, на страна 18. Вели, наставничката по математика не сакаше да ми ја поправи оценката, бидејќи не ме сакаше, не изгледав како девојче. Класната ми стави двојка само за да ме мотивира да станам повеќе девојче и покрај тоа што сите останати оценки ми беа петки. Згора на тоа, кога бев во друг клас, кај една другарка, класната прашала: "Каде е тоа момче?" А класот одговорил дека таа е девојче. На тоа наставничката рекла: "Ги жалам тие родители, родиле хермафродит, треба да се убие." Значи, ние кога имаме... Наставничката рекла: "Ги жалам тие родители, родиле хермафродит, треба да се убие." Да. Значи, ако не имаме наставнички кадар, професионални кадар кој вакви ставови репродуцира, промовира на нивните часови, сериозно треба да се прашаме до каде, што сме направиле, ако сме нешто направиле во однос на образованието во Македонија. Да ти кажам искрено, него прегледувајќи го, не ја прочитав последната реченица, кога почна да читаш, реков дека е некоја стандардна изјава на некој што наликува да девојче е момче или обратно, но ова веќе ги жалам тие родители, родиле хермафродит, треба да се убие. На такви изјави, на такви реченици, на такви реторики сме младите луѓе изложени постојано. И ова, да подсетим, ова е наставничка. Да, не, многу пострашен е фактот дека тоа е личност која што работи во воспитно-образовна институција. Ова ни укажува на потребата од колку е неопходно овој проблем да се адресира и заедно во соработка со просветниот кадар, со просветните работници, ова да го работиме. Значи да го адресираме, да го проблематизираме и да го решаваме. Сега немаме ние цел тука да клеветиме или да обвинуваме некого, но да ги офатиме овој проблем од сите можни аспекти и сите можни фактори да ги вклучиме во решавање на тој проблем. И така натаму. Значи можат гледачите, еви вие, да се обратат кај нас во организацијата, да добијат копија од Значи може да добијат, така, добро. Да извештајот. И самите да се уверат во тоа
кои се наудите во однос на ова истражување. Ова нас не Facebook имате фан страница. Имаме и Facebook страница, имаме и веб страница. На кирилица ви е да, веб страницата инаку 3x2.s/front.org.mk или Субверзивен фронт на Facebook на кирилица. Така. Извини. И ова, како што кажав, нас не обезхрабрува, туку напротив ни дава многу поголема воля и мотивација да работиме, но да го смениме поинаку малку пристапот. Затоа што свесни сме дека и голем дел просветите работници, се не ги оправдувам или не ги соградувам од тоа што некои од нив го изразиле, но свесни сум дека многу од нив имаат потреба да се едуцираат и се формираат за овие прашања. И дека и тие, нивниот страв, нивната хомофобија, го прифатиле благодарение на тоа што тој страв веќе постои. Таа хомофобија веќе е присутна во општеството и го присвоиле. Значи, те не се свесни за сопствените хомофобички, сфобични стави. Јас читам понатаму од примериве, те слушам истовремено и морам да признам дека сум запрепастен. Ќе одиме со рекламите, па ќе се вратиме во студиото. Да. Сезоната на спектакуларни забави започнете во најдоброто место на овие простори. Pearl Club, Grand Opening, 30 април, 1 и 2 мај со DJ Patsis. И за прв пат, добра познатата Марга Сол со свој DJ сет во Pearl Club на 1 мај. Поминете незаборавен викенд. Pearl Club, Калитеја. Gute Früchte! Леле, како ќе да пијам? Стварно сум конј. Како го бутнав, бе? Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Во денешното издание на 24 за животот разговараме токму за истражувањето на организацијата Субверзивен фронт, истражување кое го носи насловот Дискриминацијата, насилството и малтретирањето врз основа на сексуалната ориентација и родов идентитет. Заедно со нас претставителот на организацијата Субверзивен фронт Антонио Михајлов. Во делот првично на првиот дел на емисијата разговаравме баш за методолошките пристапи, за групите кои што се биле испитаници, начинот и слично, а сега веќе и тука се никна многу прашања кои што некако ми се запишуваат во главата редоследно, ако Антонио ми дозволи да поставам прашања. Антонио, истражувањето кое што е направено е прво за организацијата, веројатно малце и поспецифично и подетално за разлика од други истражувања кои што сега, например, на одреден начин ни даваат некоја своевидна статистика, да речеме, во познавањето на тоа со што се соочува ЛГБТИ популацијата. Спомнавме и примери, кажавме и многу други работи. Што е она што е алармантно? Алармантно е тоа што ефектот кој овие ставови и ова клима, неповолна клима, која ги има врз младите ЛГБТ лица, врз нивните животи, врз нивната психофизичка и ментална состојба, ментално здравје, се невидливи, не се оценети, не се истражувани. И тоа значи дека овие лица се осудени да живеат живот во страв, во срам, со тешки психофизички проблеми и со тешки ментални проблеми. Некој од нив видовме, ако некој изложен на такво вид на наследство, вербално наследство во одделението во класот, таа травма, таа повреда ќе следи цел живот. Оние препораки што ние ги имаме добиено во заклучок, како
заклучок од Добро. истражувањето се поврзани со тоа да се најде што е можна поголема општествена кохезија на ЛГБТ лицата во рамките на едно општество. На страна 26 кој пише Добро. тоа, Ајде. затоа што многу е важно ЛГБТ лицата не само да се чувствуваат како дел од една заедница, како што општеството е во Скопје, туку и самите тие да се чувствуваат дел од самата ЛГБТ заедница. Значи таа кохеза внатре во ЛГБТ заедницата, но и надвор. Значи од ЛГБТ заедницата надвор кон целото општество треба да се зајакне, да се зголеми. Другата препорака е да се изнедат начин за подобрување на услугите кои ЛГБТ организациите ги нудат, но и услугите за ментално здраве на ЛГБТ младата популација, затоа што видовме дека овие проблеми кои оваа популација ги искусува, ги сведочи, се прилично лоши и тој повисок степен на чувствување на депресија или изложеност на депресија. И почесто прикривање на важни информации за себе влија врз нивното ментално здраве. Исто така треба да се идентификуваат психолози, терапевти кои се пријателски настроени кон ЛГБТ заедницата и кои може да понудат услуги за ментално здраве за овие проблеми да се санираат. Третата препорака да се продолжи со лобирање за... Кога зборуваме за менталното здравје, за да не дојде до забуна кај одредени групи гледачи, се мисли на менталното здравје кое што се нарушува токму поради она што го прави истражувањето дискриминација, насилство и малтретирање, така? Да. Да не биде погрешно сватено. Да, па често сме сведоци стереотипизацијата. И патологизацијата на ЛГБТ лицата. Третата препорака е да се продолжи со лобирање за вклучување на заштита од дискриминација во Законот за спречување и заштита од дискриминација. Тоа веќе неколку години, може уште малку јубилеј ќе доживееме, е конституирано како проблем, како сериозен проблем кој треба веднаш што побрзо да се реши. Но еве, не знам, од 2010 кога е уставен законот до сега, ние навистина не можеме да имаме основите сексуалната и родов идентитет во Законот за спречување и заштита од дискриминација, иако некои ЛГБТ организации минатата година воведоа протокол кој олеснува постапката за работење на овие случаи, за пријавување на овие случаи кај Комисијата за заштита од дискриминација. И четвртата препорака е спроведување на образовни кампањи каде што сексуалната ориентација и родов идентитет се така вклучени во литературата која се користи во овие кампањи, но и информирање и едукација на самите просветни работници во однос на оваа проблематика. Ние сме свесни дека наставниците имаат во нивните образовни програми кои ги предаваат, имаат една програма Животни вештини, каде што темите поврзани со сексуалноста се вклучени, но сме скептични дека наставниците зборуваат за сексуална ориентација и родов идентитет или различна сексуална ориентација и родов идентитет. Дали имавте можеби некаков допир со информација по однос на тоа од комуникацијата со ученици со... Тоа не беше како прашање поставено, затоа што ова се... Не вака, низ муабет, дали ви беше спомнато некако дел од истражувањето? Имаме впечаток, како активисти, истражувачи, имаме впечаток дека тие теми не се предават, предосно затоа што самите наставници не се формирани, не се доцирани, или имаат страв, или не сакаат тоа да предават. Друго, тоа што материјата која се предава во рамките на програмата на Животни вештини не подлежи на инспекторат, на инспекција страна на образовните инспектори. Така, од Бирото за развој. Затоа што се предава само на деленските часови. Деленските часови не подлежат на инспекција страна на Бирото за образование. Но постојат препораки за како да се водат тие часови, веројатно. Да, во програмата постои, но ние сме скептични, не веруваме дека некој ги спроведува тие. Значи во програмата ја има тематиката? Има теми поврзани со сексуалноста и сексуалната идентитет или различноста во сексуалната. Добро, значи тоа е важно да се знае дека постојат тие тематики во програмата, но постои страв дека не се предава. Не оти до сега мене никој не ми ги спомнал. Животни вештини сека програмата, лайф. Не, знам како се вика програмата, сме имали ние емисии за тоа, но никој не ми спомнал, не бев ни свесен дека постои сектор кој што се однесува токму на тоа. Тоа е многу мал дел, значи ја не очекувам дека ќе зборуваат за ЛГБТИ на час и тоа е само повеќе поврзана страна на како ние градиме односи со луѓето, значи сексуално здравје, репродуктивно здравје, тие теми се поврзани заштита, превенција така натаму. Така. Добро, понатаму. Разумни кампањи тоа спомнавме, така? Да, и она што е клучно и што може да го поврземе со следната тема на нашата дискусија е поврзано со влијанието и претходно го зборувавме дека нели политичарите се на големите звезди во Македонија. Тоа ќе те прашував. Дали постои кај нас реално
волја кај политичка волја да се разговара за бидејќи политичарите кај нас некако имаат став, ама тој став како да не постои на медиуми, како да не постои на собраниска говорница, во официјалните програми наменети за избори и слично. Дали може би сега, со целата оваа турлитава во која што живееме реално, некој воопшто се обратил до ЛГБТ заедницата од политичките партии? Или па вие сте се обратиле некому, па... За жал не се многу позитивни искуствата, или може и нема, да кажеме, искуства во соработка со политичките партии во однос на засилено и зајакнато адресирање на ЛГБТ прашањата во политичката агенда. Но, еве, имаше во минатите години, мислам дека имаше комисијска расправа во собранието за ЛГБТ, за заштита за дискриминација. Имаше една политичарка, имаше обид за амандман, значи за измени и дополнување на законот на заштита спречуване дискриминација лани. Исто така имаше и повеќе јавни форуми или места каде што јавни дискусии каде што заедно со политичарите се разговараше за ЛГБТ темите. Но ова мора да се забележи дека овие политички партии секогаш биле лево ориентирани и дека медиумското внимание или медиумскиот фокус на овие настани бил минорен. Тоа значи дека не само политичарите, туку и медиумите не се навистина многу фокусирани или загрижени, заинтересирани за овои проблеми да ги актуализираат во дискурсот. Уште нешто што е идентификувано како проблем е тоа што, еве, претходното наше гостување, резултатите од тоа претходно истражување на јавното мислење за ЛГБТ во Македонија кажуваат дека доминантен број, голем број од општата популација во Македонија нема нагласа за политичка партија која подеднакво како и останатите клучни и важни прашања ќе ги стави ЛГБТ прашањата на дневен ред. Значи, политичките партии нема нагласа. Политичките партии ќе ги изгубат број на гласачи овде. Јас со ова, или ние како ЛГБТ активисти, ние не смееме овој наод да не го земеме предвид, но мора да работиме, да земеме некој поинаков пристап и со медиумите и политичките партии, како сепак овие прашања да бидат адресирани. И за среќа, еве во понеделникот имавме заедно со 5 политички партии, можем да ги спомнам ако... Да, слободно. СДСМ, Либерална демократска партија, Либерална партија, ДОМ, Демократска обнова Македонија и Левица. Имавме форум на граѓанското општество, дискусија каде што дискутиравме заедно со нив колкава е застапеноста на ЛГБТ во нивните политички програми и колку од членовите нивни се ЛГБТИ, што веројатно не знаат, добро. Дали се води таква евиденција и колку се нивните интернет процедури инклузивни за ЛГБТ, што е многу важно затоа што ако очекуваме ние ЛГБТ лицата да се политички ангажираат и да изберат политичката партија како еден од методите на политичко делување, сигурно би избрал некоја партија која што има поголема, поотворена и поинклузивна клима за самите тие. И моментално ние како Собезиен фонд работиме на анализа за прв пат во Македонија, анализа на политичките програми на политичките партии во пресред на парламентарните избори, кои се надевам, малку сум и уверен дека нема се одржат на 5 јуни. Исто така правиме... Значи доволно време после да се допосветите. Да видите што дополнително додале во програмите, таково што се издадат до тогаш, добро? И исто така сготвивме еден прашалник кој ќе го испратиме до сите политички партии, каде што исто така се прашува на политичките партии за клучните теми поврзани со ЛГБТ проблемите во Македонија. Тоа се дискриминација, насилство, злословство до мрза, говор до мрза, правна промена на родот кај транслицата, финансиска поддршка од страна на Фондот за здравствено осигурување на оперативните и останати хируршки процедури на самите лица за промена на или за родова конфирмација, операција за родова конфирмација. И така натам и така натам. Ќе мора да одржиме една емисија за терминологија. Дефинитивно. Не и за тоа, да, но и терминолошки да ги поставиме работите, бидејќи многу нови термини се појавуваат. Во ова извештај има на крај. Оттаму ми дојде идејата. Да, има поимник на крајот од самите издржување. Да,
Наш позитивен впечаток од овој форум што го држав во понеделник беше тоа што политичките партии се одважија и ни кажа на честа да гостуваат и некои од нив, конкретно Левица и Демократска обнова Македонија, во програмата имаат прилично инклузивни ставови вметнато. Доми Левица, значи, веќе имаат вметнато прашање. Да, посебно Демократска обнова Македонија. СДСМ и ЛДП нема изготвено се уште конечна политичка програма, ние ги анализиравме претходните досега што ги имаат објавено. Нешто и спомена, мисля, че и на нивната конвенција дека имаат идеја да вметнуваат во програмата такви прашања. Точно. И Либерална партија, како секогаш наназад, била меѓу најпрогресивните во однос на овој домен. ЛП е тоа. Либерална партија. Либерална партија или ЛП само, да. Да, ЛП. Но овде ние не застануваме, ние сакаме и ќе работиме на тоа да ги поттегнуваме малку границите понапред и вклучување на не лево ориентирани, туку десно ориентирани партии во ова. Што би значило ВМРО Народна, ВМРО ДПМН е... Да, и кои се другите? Ние се надеваме и на одговор од страна на албанските политички партии. Тоа сега ќе те прашував, албанските политички партии? Затоа што кај нив досега немавме, барем во политички програми кои насинавме, немаше ништо споменато во однос на вклученост на ЛГБТ темите, но исто така не само во однос на тоа, туку и во анализа на нивните статути, на нивните основачки документи, на нивните досегашни јавни изјави кои ги има дадено на кампањата, нели кој ќе почне, како те се однесува за време на кампањата и така натаму. Дури уште нешто што е добро да се спомене овде е во следниот период, нели кога ќе почне предизборната кампања, ние ќе лансираме кампањава која е наречена со работен наслов Гласа за еднаквост, која има за цел да ги информира ЛГБТ гласачите за тоа што имаат на понуда од страна на политичките партии. Значи ем едукативно за ЛГБТ гласачите. За политиката, добро, веќе сме при крај со емисијата, значи ем едукативно е од аспект на политички ангажман да земе човек и од друга страна за кого да гласа ако станува збор за ЛГБТ теми како клучна пресудна што би се рекло во поедноставени зборови да земете и да читате од програмите, а не да гласате против само за да казните некого или за тоа што традиционално гласате за некого. Да. Никогаш не знаете која партија може да ви изненади со програма. Да, но секогаш многу е важно. И кога ќе ја прочитате, на крајот ќе речете, извини, во програмата вака пишуваше, да си го оствариш. Имаше на форумот забелешка од представничка на ЛДП, на Либерално-демократската партија, која кажа не е важно само програмата, и онака програмата голем дел од луѓето од гласачите не ја читаат. Но многу е важно што наназад партиите направиле во правеле за тие прашања, да. Значи која е суштината? Можеби некои политички партии немаат изготвена програма, но навистина назад имаат искуство на резиме, на позитивни чекори направени во однос на овој проблем. Така. Антонио, ја исцрпивме денешната минутажа. Може би почнавме подоцна, но завршуваме подоцна, така што ти благодарам многу за издвоеното време и се надевам дека ќе се видиме наскоро кога ќе почне делот за Гласа за еднаквост, па ќе позборуваме повеќе и тогаш и по имите ќе ги поразговараме. Дефинитивно, може да. Така. Јас благодарам уште еднаш многу. Се надевам нема да биде тоа до година, ама Не, многу наскоро. Благодарам уште тебе многу и до 24 вести што се едни од редките медиуми кои наоѓаат простор за овие тематики да ги адресираат. Сепак наше да се благодариме. Нема зашто. Се знае дека телевизијата секогаш била отворена за различни тематики и дека секогаш поддржува и влегува во дебати за презентирање на извештаи кои што можеби другите медиуми немаат интерес. Затоа сме и различни. Затоа и не имаат изгласано многу често за најобјективни со најголема доверба. Одлично. Се гледаме наскоро. Па да, секако. Ти благодарам многу за гостувањето. Почитувани гледачи, јас вам ви благодарам за вниманието во текот на денешното издание. Се гледаме јас и вие за час и половина повторно. До тогаш останете со 24 вести, следуваат вестите во 15 часот. Пријатно.
Петок, 22 април е 112-тиот ден во годината според Грегоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 254 дена. Денот трае 13 часа и 39 минути. Сонцето изгрева во 5 часот и 43 минути, а заоѓа во 19 часот и 22 минути. Месечината пак изгрева во 19 часот и 38 минути, а заоѓа во 6 часот и 1 минута.